Парламентарното мнозинство на ЗАЕВ се ситни. Во собранието се прегрупираат поединци и групи кои не се задоволни од политиките на власта. ВМРО-ДПМН упорно бара предвремени парламентарни избори заедно со локалните, бидејќи велат има реални и логични економски и политички причини. Во собранието се гледа дека има одредени, би рекол, прегрупирања, има одредени сигнали на парламентарни групи, но и на поединци кои што не се задоволни од актуелната власт. Премногу било ветувано и кон нив, премалку било реализирано. Премногу било ветувано од ЗАЕВ за граѓаните, а на крајот станале свесни дека се работи за уште една лага. И додека опозицијата смета дека што поскоро треба да се случат парламентарни избори, а најдобриот термин е токму да бидат во истиот ден со локалните, премиерот ЗАЕВ е убеден дека ќе го задржи мнозинството и дури верува дека е можно негово зголемување. Останува на истиот став дека на есен ќе има локални, но не и парламентарни, да не се направил економски застој поради изборната кампања. Локални избори заедно со парламентарни избори нема да има. И ја повикувам секоја партија која што мисли дека треба да има, нека се изјасни јавно за тоа. Коалиционите партнери, владени и тие што го сочинуваат парламентарното мнозинство, апсолутно се на ставот дека треба во државата конечно да има редовни избори, дојде време да се работи и да се сработи до крај, заради тоа што секој месец, секој ден, секој час е важен да се сработи, а не постојано да се оди на избори. Премиерот ЗАЕВ ги повика граѓаните и политичките партии да го поддржат процесот на попишување. Пописот дефинитивно ќе се спроведе од 1 до 21 април, а премиерот дебатата ја прогласи за завршена. Иако од опозицијата обвинуваат дека процесот уште од самиот старт е политизиран и се работи за однапред договорени проценти. Во меѓувреме ВМРО-ДПМН ги прават последните подготовки за собирање потписи за фер попис. Велат дека тоа ќе биде надпартиски процес каде ќе може да се попише секој граѓанин кој што сака попишувањето да биде релевантно.